Празни улици и школски дворови, затворени врати и капии. Ваква е сликата во селото од Полошкиот крај, каде во последниве неколку години селувањето посебно на младите се одвива со брзо темпо. Секојдневно може да се забележи по автобуските станици, како младите го напуштаат својот роден крај. Шипковица за неколку години е преполовена. Таму останаа само повозрастните. Велат нивните синови и ќерки не ни помислуваат да се вратат тука, каде нема ниту работа, ниту пак основни инфраструктурни услови за нормален живот. Ова партијата што е на власт сакаат нешто да уземаат од нас, а не дава за нас ништо. Еве за струјата. Еве ништо. Нема ни струја, сваки месец по 2 сата, по 3 сата. Процесот на иселување во Полошко е започнат многу одамна, за разлика од албанското население кое последниве неколку години масовно заминува од селата. Овој процес македонското население во дел од руралните општини од Полошко го започнал многу одамна. Ова е селото Долна Лешница. Луѓето се собрани во црковниот двор на храмот по повод селската слава Свети Никола, но ниту еден од нив не живее тука. Сите мештани го напуштиле својот роден крај уште пред 3 децении. Причината иста како што сега ја наведуваат жителите од Шипковица, немање основни инфраструктури и можности за вработување. Што се одселивме од овде, прво немаше пат, сега патот добар, ама порано немаше пат. Се одселија луѓево, нема екзистенција овде, нема ништо. Порано тутун произведува овде, само со тутун и дрва, ама кај ќе ја надеш дрва, не можеш да продаваш ти. И со тутунот и тој отидна, и ајде еден по еден се одселија надвор од селово. Експертите сметаат дека процесот на иселување ќе продолжи понатаму, се додека властите не го воведат системот на рамномерен регионален развој, преку кој државата ќе инвестира и во руралните средини, а не само во Скопскиот и уште неколку региони во земјата. Постоењето на политики кои што ќе водат кон рамномерен регионален развој и создавање на повеќе центри кои што ќе бидат битни во државата, не да имаме етноцентризам, туку повеќе во насока на полицентризам, кој што ќе значи дека повеќе градови ќе бидат битни од аспект на институции, од аспект на економско создавање, значи на одредена економска моќ, односно постоење на компании кои што ќе бидат сконцентрирани не само во регионот на Скопје, туку и во другите делови од државата, како би им создале можност на младите да останат таму и да можат да продолжат со функционирање и останување во нашата земја. Дека има иселување говори податокот на запишани првооделенци во селските средини. Ако во село Шипковица се запишувале по 100 првооделенци, оваа година ќе има само 10 првачиња. Во соседните села пак Вешала и Бозовце. На училишните клупи настава во прво оделение, следат 2, односно 3 ученици. Итните медицински служби ќе добијат нов кадар. Министерството за здравство објави оглас по неколкуте реакции во јавноста за недостаток на овој вид кадар. Во огласот стои дека се покануваат сите заинтересирани доктори на медицина да се пријават и достават писмо за интерес до Министерството за здравство. Заинтересираните доктори на медицина треба да имаат завршена пробна работа, положен стручен испит и лиценца за работа. Огласот освен за службите од брза помош, важат и за здравствените домови и општи болници со проширена дејност што вршат дејности на примарната здравствена заштита, превентивна здравствена заштита за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа. Инаку тетовската брза помош со години бара поголем број вработувања за да може да го опслужат целиот регион. Началникот Африма Лиу вели дека моментално се 10 лекарот кои во 4 смени дежурат по двајца. Само со двајца лекари не може да го опслужи целиот регион, ако се земе предвид фактот дека едниот доктор е дежурен и во амбулантата. Ние сме изложбени на секакви нешта, значи, секакви удари. Ние бараме уште еднаш преку телевизија, значи, од надлежните, посебно од министерот, да ни помога во овој случај, значи, да ни дава екипи, да ни дава вработување. Одамна бараме нови лекари, сестри и техничари. Истакна Африма Лиу, началник на брзата помош од Тетово. Има случаи кога имаме повеќе од 2 повици истовремено. Тогаш не можеме да стигнеме на време и од граѓаните сме изложени на секакви напади, додаваат од Тетовската брза помош.
Двајца работници на возраст од 26 и 28 години загинаа утрово во несреќа во Чаир, потврди од Министерството за внатрешни работи. Неофицијално станува збор за браќа од село Патичка река. Околу 11 часот пријавено е дека на улица Кемал Сейфула, спроти поликлиниката во Чаир, при вршење ископ на земјиште со багер за водоводна мрежа, дошло до лизгање на земјиштето и при тоа во каналот. Од лизгањето затрупани се 3 лица кои работеле на ископот. 2 од затрупаните лица починале на лице место, додека третото лице со возило на итна медицинска помош е пренесено во градската општа болница на Охридски за укажување лекарска помош. Двајцата загинати биле браќа кои работеле во компанијата каде што собственик бил нивниот татко. Од Институтот за јавно здравје истакна дека рапидно расте бројот на заболени лица од морбили. Дел од вината за ваквата состојба ја префрлаа кај пациентите. Според нив, пациентите се уште тактизираат со вакцинацијата. Освен тоа што е во ред во Скопје, односно преку 80% од тие што треба да се вакцинираат, веќе се вакцинирани, ние проблемот го имаме внатре во државата. Вкупно ни стануваат околу 13.500 лица, кои што секако не е мала бројка за да се пренесе епидемијата на други популациони групи, односно на групи кои што досега се невакцинирани или тактизираат, повторувам, тактизираат со вакцинацијата. Под тактизирање значи знаат дека треба да се спроведе вакцинација, имаат увид во вакциналниот календар, знаат дека 5 месеца поред апелирам на вакцинација, знаат дека се разболени 1700 лица, поготово оние возрастни групи кои што реков дека се најафектирани, меѓутоа некои сега велат дека ајде не ни одговара белгиска вакцина, ама сега не ни одговара ни германска вакцина. Или ти преведено, кој ни гарантира дека вакцината е квалитетна, имуногена, со сертификат од Европска Унија и така натака и така натака. Управата за јавни приходи информира дека ќе им овозможи на граѓаните да ја потврдат, односно коригираат, пред пополнетата годишна даночна пријава во текот на викендот. Ова од причина што крајниот рок за добивање на статус на конечни даночни пријави е во неработен ден, согласно што на 3.6. понеделник годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, според последниот статус на годишната даночна пријава, потврдена или коригирана. Пријавите кои што од страна на граѓаните не се ниту потврдени или коригирани, ќе бидат службено потврдени. Годишната даночна пријава која што граѓанинот ја коригирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе треба да биде одобрена од службено лице на Управата за јавни приходи. Доколку службеното лице не ја одобри коригираната даночна пријава, ќе се донесе решение за утврдување на персонален данок на доход за 2018. Пресметаната разлика за доплата по годишната даночна пријава и платените аконтации во 2018, даночните обврзници имаат обврска да ја платат најдоцна до 30 јуни, согласно законските одредби. УЈП нема да носи решение за 2018 година на пресметаниот годишен персонален данок на доход. Граѓаните кои имаат потреба од помош при коригирање на предпополнетите годишни даночни пријави можат да се обратат во контакт центарот на Управата за јавни приходи. Воедно од УЈП апелираат до граѓаните кои оствариле приходи, а се уште не се регистрирале на системот персонален данок, истото да го сторат во најкраток можен рок, имајќи ги предвид бројните придобивки на користењето на системот, меѓу нив и заштеда на време кое што досега даночните обврзници го губеа, чекајќи во долги редици пред шалтерите и во даночните канцеларии на УЈП. Црковниот одбор при црквата Света Елена и Константин од село Блаце по повод патрониот празник ги покануваат сите православни верници да присуствуваат на прославата на Свети цар Константин и неговата мајка, царица Елена, на 3 јуни понеделник, каде е закажана света божествена литургија со почеток во 9 часот, пошто во дворот на црквата следува режење на славските колачи за одредување на идните кумови и братско-сестринска трпеза на љубовта. Празникот Свети цар Константин и царица Елена
Традиционално ќе се прослави во истоимената манастирска црква Свети Константин и Елена во местноста Честодубје, близу Вратница, на 3 јуни, понеделник, со почеток во 9 часот. Ќе биде отслужена света литургија, пошто ќе се одржи чинот на мал водосвет и режење на славскиот колач. Прославата на празникот ќе биде збогатена со настап на културно-метничкото друштво Извор од Јегуновце, како и со духовни песни испеани од хорот на основното училиште Симче Настоски од Вратница, а воедно ќе биде приредена изложба на цртежи, изработени од страна на учениците. Средствата од нивната продажба ќе бидат донирани за потребите на манастирот. Времето денес беше сончево со умерена облачност. Попладне наместа нестабилно со локален пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа во интервал од 7 до 24 степени Целзиусови. Утре времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со поројни врнежи од дожд и грмежи. Локално во форма на невреме со пообилни врнежи, засилен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 9 до 22 степени Целзиусови.